Најголема поддршка на бугарските клубови во Македонија стигна од председателот на ВМРО ДПМН, кој што кажа дека е континуитет на Ванчо Михајлов. А протестите во Битола беа против клубот Ванчо Михајлов. Така да не треба поддршка од Бугарија да доаѓа, поддршката дојде тука од председателот на најголемата опозицијска партија. Исто како што претпоставувам дека и отварањето дошло од таа партија и сето она што се случуваше при палењето на вратата и така натаму, дека дошло исто така од таа партија. Со оглед на тоа гледаме кој настапува на не настане. Во однос на Венецијанската комисија, прво, ние сме држава која што има изградено висок демократски капацитет во заштита на човековите права. Кај нас може секој граѓанин да се организира слободно или во невладино здружение или во било кој друг вид на здружување согласно со законите. И ова прашање јас сторпат го одговарам. За мене воопшто не е спорно нашите закони да бидат проверени од страна на европски институции, особено имајќи го во предвид фактот што ние веќе го започнавме оваа недела билатералниот скрининг со Европската Унија, каде што и нашето законодавство и испроведувањето на законодавството ќе биде во детали разгледано од страна на Европската комисија како дел од преговарачкиот процес и нормално дека таму ќе бидат дадени одредени насоки од страна на Европската Унија. И повторувам уште еднаш, јас исто така бев тој кој што смета дека треба да има нов закон за дружение на граѓани во државата и уште стојам на мојот став дека треба да се изработи закон од страна на Министерството за правда, во кој што ќе учествуваат сите политички партии, во кој што закон ќе учествуваат експерти и каде што како основа ќе се земе германското законодавство. Задолжен за односи со Венецијанската комисија е Министерството за правда. Ние на седница на влада ќе ги разгледаме сите аспекти на законот за здружение на граѓани кој што беше донесен едногласно од сите пратеници и откако ќе се види дискусијата во однос на кои делови треба да се направи разгледување на тој закон, тогаш можеме и да донесеме одлука. Во моментов тој закон е во сила во државата и со оглед на тоа дека нашите пратеници едногласно сите го донеле, тој закон ќе се применува во државата и тоа го кажав и во присуство и на бугарскиот премиер кога имавме пуштање на пругата кон Бугарија, односно изградбата на пругата во Бугарија, дека македонските институции носат закони за Северна Македонија, бугарските носат закони за Бугарија. Ние имаме закони кои што се носат секојдневно во нашето собрание, освен оние кои што ги блокира опозицијата, па не можат да се донесат, а се значени за граѓаните. Меѓутоа нема закони кои што заради таква причина оделе на разгледување во Венецијанската комисија. Нашето законодавство 45% веќе е усогласено со законодавството на Европската Унија и останува само низ преговорите со Европската Унија да биде усогласено целосното законодавство на државата.